Тој сон во правењето на функционална држава не се прави преку оружје и војни како што било во претходните Илиндени. Тој сон се прави натре во институциите на државата, каде што ќе ги изградиме системските решенија, ќе понудиме за граѓаните на Република Македонија, каде што тие ќе се чувствуваат безбедно, сигурно и просперитетно. Целта е да се врати надежта на сите граѓани во Република Македонија дека тоа може да се направи. Целта е, почитувани дами и господа, да сите млади луѓе кои што си отидоа од Македонија се вратат, а сите тие кои што сакаат да си одат да не го прават това, да им се врати надежта дека во оваа наша Република Македонија сите тие можат да бидат поддржани и можат да бидат просперитетни со своите семејства и со својот живот. Јас ве повикувам заедно да го сонуваме тој сон. Јас ве повикувам да дадеме поддршка на таквиот концепт. Ама не да го правиме тоа заради тоа што некој тоа од нас го бара, него да го правиме заради тоа што сме убедени дека е потребно тоа да го направиме за доброто на нашите граѓани, на нашата Македонија и на животот на граѓаните на Република Македонија како демократска и развиена држава, повторно ќе кажам, по урнегот на западните и развиени демократии. Ете, со тој сон јас се надевам дека ќе постигнеме еден реален напредок во државата и се надевам дека сите тие ќе го видиме крајот на тој пат и тој ден јас ќе го илустративно наречам дека ќе биде третиот Илинден во Република Македонија, без разлика на кој датум тој ќе се случи. Почитувани граѓани, на крајот ќе ви посакам нека ни е честит и веконит денот на Република Македонија. Ви посакувам честит Илинден и добро здравје. Да живее Република Македонија, држава на сите нејзини граѓани. Да живее наша Македонија.